Значи денеска Институтот за македонски јазик заедно со Советот за македонски јазик и со поддршка на градот Велес ја организира шестата подновена, ќе речеме, научна конференција во рамките на Рациновите средби. Многу години имало научна конференција, па потоа неколку години немало, извесен период немало и ние се согласивме еве 6-та година организираме научна конференција овде во рамките на Рациновите средби. Ние сме горди што годинава покриваме, поврзуваме повеќе јубилеи. Едниот е 70 години од формирањето на Институтот за македонски јазик, 120 години од излегувањето книгата за македонските работи. Второто е јубилејните 60-ти Рацинови средби, потоа 115 години од раѓањето на Кочо Рацин и 80 години од погибијата. И на крајот 100 години од раѓањето на Ацо Шопов, нашиот познат истакнат македонски поет. Значи, сите овие јубилеи не состанаа овдека, не собраа денеска и ние ќе зборуваме на тема Кочо Рацин меѓу Мисирков и Шопов. Како го земаме Рацин како меѓник, како подадена рака за поврзување на историјата со современата состојба. Зошто? Затоа што Кочо Рацин преку своето творештво всушност покажа како ќе изгледа идниот, современиот македонски литературен јазик, за кој што пишуваше предходно Крсте Мисирков во својата книга за македонските работи, а потоа комплетно ја доразви Ацо Шопов. Имаме учесници од повеќе врвни научни и високообразовни институции кај нас. Тие зборуваат, кажавме, на повеќе теми и можеме да кажеме дека веруваме дека на крајот од годината ќе ги објавиме сите овие текстови во посебен зборник, што ќе остане во градот Велес како подарок, нели, кон Рациновите средби. Ви благодарам.